Денеска тука во специјалистичкиот стоматолошки центар доктор Мојсовска ќе поразговараме со двете главни докторки, доктор Марија Мојсовска Апостолова, специјалист орален хирург, и доктор Ана Мојсовска Влакевска, специјалист ортодонт. Добро ве најдовме на ваш терен секако сме тука да поразговараме. Добар ден, добро дојдовте. Так. Она што денеска ќе го начнеме како тема е големиот благодет кој што можат пациентите да го користат преку услугите кои што вие ги пружате заедно во соработка со Фондот на Република Македонија. Доктор Ана, еве да започнеме од вашата област, ортодонција, значи, што се опфаќа преку фондот и кои се тие бенефити кои што пациентите можат да ги користат преку ортодонција и соработката со фондот? Добар ден до сите граѓани на Охрид и пошироко и на Македонија. Ќе започнам со вистина тоа што голем благодет е сите граѓани што имаат можност да ги искористат услугите што ги нудиме со фондот. Јас ќе нагласам кои се услугите и кои се граѓани можат да ги користат услугите со фондот во однос на ортодонцијата. Прво, ортодонцијата е област која што се занимава, кажавме во претходните епизоди, со децата од најрана возраст, па се до повозрастни години, тинеџери и така натаму. Особено пациентите во помлада возраст се тие што најмногу ги користат услугите од ортодонцијата и за таа цел фондот ги покрива услугите кај деца до 18 години. До полнолетство, да, и тоа се услуги во однос на мобилните апаратчиња, односно мобилните протези. Така да секој детенце до 18 години има можност да искористи 4 ортодонски мобилни протезички кои што фондот ги покрива во целост. Значи немаат пациентите обврска на никаква партиципација. Никакви трошоци додатни, да. Сега тука во однос на мобилните апаратчиња имаме различни типови на мобилни апарати кои што кога ќе дојде пациентот, првично запознавање и контролен преглед, земање на студио модел и диагностика од страна на ортодонтот, ние преценуваме кој тип на апарат треба да биде доделен на пациентот и го изработуваме заедно со техника. Фондот ни ги рефундира сите пари, така да пациентите се ослободени во однос на плаќање во целост. Задоволни ли се пациентите од таа соработка, да кажам, тој пристап? Значи, пациентите се презадоволни, морам да кажам, и голем дел од нив се изненадени што во целост го покрива фондот тоа. Морам тука да нагласам дека мобилните апарати се апарати кои што се даваат во рана, да не речам сега и детска возраст, од 7 години па натака. Таа е возраст во која што имаме доста аномалии, кои што се и аномалии кои што се предизвикани не само од како генетски вродени аномалии, него и придобиени аномалии. Спречуваме понатамошно продлабочување на самата аномалија и тоа не значи, морам да нагласам, дека во целост мобилниот апарат со мобилниот апарат ќе исправиме целата аномалија и ќе стигнеме до перфекција. Важно е многу дечињата да ја носат протезичката како што му е кажано од специјалистот. Сите оние дечиња кои што ја носат протезата секоја вечер и преку ден по 3-4 часа, имаме големи и задоволителни резултати на крај од третманот и терапијата. После тоа може да продолжиме и со фиксен апарат, кој има потреба и кој има желба, така да тоа е што можам да го кажам во однос на мобилните протези.
Доктор Марија, во областа на хирургијата, кои се позитивните придобивки во однос на соработката со фондот и вашите понуди кои што ги нудите? И специјалистичката ординација по орална хирургија за среќа на граѓаните, соодветно и на наше задоволство, има склучен договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија. И тука можам да издвојам неколку процедури во оваа прилика, соодветно доколку пациентите се заинтересирани, може да се обратат и тука, да се кажат и сите оние услуги кои што се навистина голем број. Но ќе се задржам на неколку кои што се најчесто барани, извршувани, така да тоа се интервенција од областа на оралната хирургија, вадењето на заби, особено потешката екстракција на заби, оние заглавени осмици кои што некогаш и доведуваат до искривување на забите, соодветно тука и врската со областа на ортодонцијата. Имаме и Да, многу голема соработка. Значи, не мора да се заглавени само осмиците, често знаат и тројките. Тројките се едни од забите кои што се со поголема површина, медиодистален размер и често знаат да се заглавени погоре. Соодветно, тука се изработува план на терапија, дали тоа се повеќе насочени на кај вестибуларно или палатинално, соодветно јас како орален хирург проценувам дали пристапот ќе е вестибуларен или палатинален и таа интервенција веќе се нарекува кортикотомија, значи ослободување на едно прозорче кое што ни дава пристап до забот, соодветно ортодонцијата тука продолжува, да, и на тој начин навистина имаме една убава соработка и на дополнување на се она што се работи и морам да ги напоменам и комплексните случаи. Значи, тие се едни од најчестите процедури. Други почести процедури морам да ги напоменам: отстранување на цисти во виличните кости, отстранување на грануломи со цел задржување и соодветниот зоб кој што е болен и има гранулом да го отстраниме и понатака тој да се функционира во устата. Тоа се така наречените апиготомии. И морам да ги напоменам френулектомиите. Тоа се она ресичка во устата која што ја поврзува устната со, да речам, забите, виличниот дел, коската, особено на горна, каде што таа соодветно предизвикува раздалечување на запчињата и тука соодветно е соработката со ортодонцијата. Првично се прави френулектомија, тоест отстранување на таа ресичка која што не дозволува да се зближат запчињата и соодветно тука настапува ортодонцијата. Апсолутно е голем бенефитот од сите овие услуги, пациентите да може да ги добијат на фондот и оваа прилика ја користам да ги охрабрам сите граѓани на Охрид да се јават кај својот матичен стоматолог. Матичните стоматолози веќе се запознаени со нашата работа, но соодветно ето и пациентите да знаат дека сите тие услуги можат да се пружат, да се пружат во оваа ординација со упат од матичен стоматолог. Се упатуваат на секундарно ниво, тоест во ординациите специјалистички по орална хирургија и ортодонција. Вашиот мотив за понатака, движење понатака, со оглед на тоа кога ќе погледнете задоволни пациенти, пред се после ете извршена хируршка интервенција. Веќе ортодонцијата знаеме дека смајлито или насмевката е финална, но сепак после, бидејќи навистина постои страв. Некај, можеби некај сите, ама кај повеќето пациенти постои страв. Како ќе биде, што ќе биде, како ќе поминам, кој е мотивот за понатака? Од самото влегување на пациентот во нашата ординација и онај ослободување на стравот, се до крајниот дел. Морам да признам тука дека работиме и многу на тој дел, да ги
ослободиме со позитивна енергија да ги внесиме внатре во Така. ординација пациентите. Најбитниот фактор е тоа. Апсолутно. Така. Да, за сето тоа после успешно да се изврши, нели не е само ние убаво да го извршиме. Убаво и пациентот да се работува за сето тоа да има еден убав ефект. Задоволството, ето, можда можам да издвојам, да кажавте, убава насмевка, задоволство од секој аспект, но едно нешто што можам да издвојам, тоа е кога пациентот после така, можеби пообемна или мало детенце, хируршка интервенција, ми дојде на контрола следниот ден и ми рече: докторка, јас сум супер, немав ни болка, ни оток, и мислам дека тоа е едноставно најубавиот дел од мојата работа. Ево доктор Ана, можда ќе се надополни во нејзиниот дел. Так, Орелија. Морам да признам, јас во мојата специјалност, значи дечињата доаѓаат со голема среќа, со голем ентузијазам за носење на протезичките. И тука морам да напоменам и апел до сите дечиња што носат протези да ги носат упорно протезичките секојдневно. Секое детенце што е послушно на некој начин и ги исполнува своите обврски во однос на протезите, верувајте дека имаме голем резултат и тој момент на дете кога ќе дојде со мобилна протеза, каде што сме постигнале голем успех, мојата среќа е неминовна, задоволството е големо и обострано на двете страни, но протезичките мобилни бараат голема дисциплина и редовно носење секоја вечер и уште еднаш ќе повторам секој ден по 3-4 часа. Тогаш задоволството е вистина големо. Долг процес, но на крајот се исплати. Се исплати. Да, така е. Доктор, ќе ви благодарам за остварениот разговор и се гледаме повторно во следна прилика со следна тема. Ви благодариме и на вас.